Почитувани гледачи на ОТВ, добре дојдовте во уште едно издание на Отворени муабети. Денес ќе разговараме за малку осетливи теми, малку теми кои што ретко си даваме за право да ги коментираме и некако за нашето општество се повеќе како табу теми. Со нас во студиото денес е Снежана Јовановска, социјален работник во пензија и долгогодишна директорка на Центарот за социјални работи во Прилеп. Здраво, живо! Добар ден, ви благодарам на поканата. Малку е тешко на интернет добар ден, добро утро, добро вечер, затоа што не знаеме кога ќе се емитува точно, али еве добар ден, пошто денски снимаме. Во секој случај, здраво. Мило ми е што ми дадовте можност да продискутираме навистина за едни теми, тоа не се теми, тоа се состојби. Состојби кои што кои не обкружуваат, кои се актуелни и можеби, не знам од кои причини, не му се придава важноста и потребата за тие состојби колку може повеќе да направиме наши постапки, методи, да го смениме начинот на размислување со единствена цел да ги минимизираме последиците од тие состојби. Сега во подготовката за ова интервју ќе одиме тема по тема, нема да правам некоја поголема најава. Некако тргна од тоа недоволно разбирање на меѓу нас луѓето за што е тоа едно родителско семејство, што е тоа самохрана родител. Многу често ги мешаме тие термини, обвинуваме луѓе се представуваат како жртви, а не се тоа што се, па да тргнеме тука, ајде да го дефинираме тој термин еднородителско семејство и самохран родител. Да, значи овие два термини често меѓу луѓето и тоа меѓу луѓето не е толков проблем колку што меѓу професионалците не се разграничува. Значи затоа се вовеле различни термини. Терминот самохран родител само по себе кажува дека родителот, мајката или таткото сам се грижи за своето потомство, за своето дете или за своите деца, од причини што го изгубил другиот родител. Значи со настанување на смрт. Така. Тогаш зборуваме за самохрани родители, бидејќи може или нели да почини мајката или починал таткото и тогаш другиот родител е самохран родител и самохран родител е самохрана мајка кога другиот родител не го признал татковството, односно не е признато татковството. Тогаш станува збор за самохрана мајка. Овие термини се регулирани согласно Законот за социјална заштита и согласно Законот за семејство. Понатаму го имаме, значи тоа е сега измени пред 10-15 години, настанаа измени да се дефинира и поимот еднородителско семејство. Што значи тоа? Значи, овој термин се вовел во законот од причини што ние сме свесни, се поголем број на бракови се разведуваат, односно се поголем број на деца остануваат на чување и воспитување кај едниот родител. И тогаш станува збор за еднородителско семејство. Самохран родител и еднородителско семејство се сосема различни состојби. Затоа што во еднородителското семејство детето званично со решение е доделено со одлука на суд е доделено кај едниот родител, меѓутоа контактите
средби, материјалното, да речам, помош на детето, емотивната. Другиот родител секогаш може да учествува во било кој за било кои потреби на детето и да нагласиме, значи првин учествува материјално, значи другиот родител дава издршки и со тоа помага на детето да му бидат подобри условите. Понатаму има средби, учествува ако има потреба и во неговиот воспитно-образовен процес. Во одредени рекреативни потреби, значи да се прошета, да се однеси на одмор. И на крајот, детето исто така има полно право и на наследство и од другиот родител, како од едниот, така и од другиот. Така да, мене многу ми смета кога јас сум жена и не би сакала да звучам лошо кон жените, кога разведените мајки, еднородителски семејства се прикажуваат како самохрани мајки. Значи, тие не се самохрани мајки, само тие ја има таа привилегија, затоа што претежно децата се доделуваат кај мајките, за жал. За жал, воглавно, ако следи разводот, како човек со искуство на темава, ако детето е во некоја помала возраст, секогаш велат дека е подобро да биде повеќе со мајката. Точно е тоа, дека емотивната врска на помала возраст од децата е поголема со мајката како биолошки. Значи, меѓутоа не значи дека во одредени случаи мајката го присвојува детето. Значи, децата се личности. Не се собственост нити на едниот, нити на другиот родител. Многу едноставно и многу така, да речам, брзо родителите одлучуваат да живеат засебно, таму кај што има оправдани причини, апсолутно. Меѓутоа, некогаш треба да се направи поголем напор, доколку постои можност, родителите да живеат заедно, затоа што за децата тоа е најдобро. Идеално, нели имаше порано, имаше едни кампањи, цело е кога има се. Добро, кога има се, само малку рецепка на случај. Меѓуто, ако има нетрпеливост меѓу двајцата, тогаш подобар развод. Секогаш вело подобар развод него голем брак. Затоа што децата, јас 40 години работев во центарот, така да имам полно право да зборувам, затоа што сум затекнала кога некој се разведувал и кога тие деца станале возрастни луѓе, како тие понатаму гледаат на животот. Значи, стравовите кај децата и она што го преживеале, за жал, се рефлектира многу касно. И тука не можеме ништо да поправиме. И затоа апелирам, значи, младите, малку треба да се потруда, значи не мора да имаме толерантност меѓу нас. Без толеранција не. Значи мора да има толерантност, компромис не, толерантност. Јас зборот компромис не го признавам. Сакам толерантност за потребите и на едниот и на другиот и најмногу за децата. Значи бракот и децата кога се раѓаат, родителите треба да бидат свесни дека многу од своите потреби и начин на живење треба да се смени затоа што имаме друг член кој треба да види приоритет. Апсолутно, и не случајно тоа е наречен, бракот е наречен или е институција. Апсолутно. А за да функционира една институција си има правила на крајот на краиштата и си има нешто кои што мора да не е индивидуално и кога функционираш во институција е исто. Еве да речеме ако еден независен уметник работи индивидуално, може да си поставува сами правила, ама кога ќе работи во институција, да речеме во театар, каде што има правила како се работи, тогаш мора да се прилагоди. Правам некоја паралела на не е исто сам, затоа што никогаш вака одредени потреби индивидуални сите ние треба да си ги задоволуваме. Апсолутно. Меѓутоа, согласно обслужувањето. Така. Значи и уметникот тој индивидуално твори. Меѓутоа, тој исто така, она што го твори, треба да го приближи на средината.
да го прифати средината. Значи ние сакале или нечиме мораме одредени правила кои ни ги наметнува средината да ги почитуваме. Треба да се бориме. Така. Ако можеме да измениме нешто, да го наметниме. Така, да го нам своето. И низ институционален пат да се дојде до промени. Значи, во светот, па и меѓу жените и мажите, му велам, правото се зема. Никој не ти го дава. Треба да се избориш. Така. Начинот на кој ќе се избориш е твоја умешност. Значи, не треба по секоја цена, не треба да бидеш агресивен во барањето на правото. Меѓутоа, го бараш правото и истовремено исполнуваш одредени обврски. Тоа е взаемно поврзано. Сакам да те вратам малку на моментот каде што судот ги разведува и го доделува детето на чување најчесто кај мајката или кај едниот родител. Ние се уште немаме форма на и за да дојдеме до терминот на споделено старателство. Во разговор ми кажа дека многу ти смета тој збор старателство. Зошто? Поимо старателство означува друга обврска. Родителството и старателството нема благе везе, значи ништо не му е заедничко. Значи, ние, погледнете само, ја обично гледам и она како пишува. Значи, на сите оние документи, каде родителот треба да се потпиши, дали е то дали е свидетелство или други такви документи за децата, пишува родител, цртичка, старател. Так. Што значи тоа? Значи, родителот си е родител, а старател е должност која се извршува тогаш кога нема кој да се грижи за малолетникот. Да се грижи. Значи, без разлика, може да го напуштил, може да починал, значи од безброј причини малолетното дете останало без родители и тогаш центарот, тој по службена должност е орган за старателство, назначува старател и во случај кога станува збор за лице со одземена деловна способност, и исто така ако нема родители, тогаш се назначува старател кој треба да се грижи за неговите права и обврски. Значи родителот е родител, не е старател. И затоа ми смета. Значи терминот кога брачните парови кога ќе се размисли вака навистина смета. Да ме наречи некој на моето дете старател. Да. Значи вели старател, малце ќе бидам слободна, значи да ги употребам со вокабуларо кој секојдневно нели го користиме. Кога некој се разведува и другиот праша, а старателството кај кого е? Значи не, тој е родител. И доделувањето на детето не е Библија. Така. Значи, може да се промена многу. Може да се промена доколку се промениле условите, фактичката состојба, можноста на родителот, желбата на детето. Значи, многу фактори влијаат и брачните другари, ние сме таква средина, за жал, после разводот не остануваат пријатели. Многу тешко комуницираат. Тоа е факт. Зошто? Затоа што не знам зошто. Затоа што му велам, јас, значи вие сте ја склучиле тој брак. Сте ја формирале таа институција, се извинува, врз основа на ваша одлука, на ваша желба. Зошто после разводот, кога двајца возрастни луѓе сватиле дека не можат да функционираат заедно, и тоа не е проблем, тоа не е толку страшно. Сега сте разделени. Причинава, значи, која ве притискала заедницава, ја нема. Зошто сега да не бидите пријатели за интересите на детето? Може да го поврзиме тоа како професионалец, да те прашам, 40 години во социјални служби, сигурно имаш став за не во да речем во договорни разговори што го направивме, ама сега ми се дали ова има врска со тоа што јас имам чувство дека сме народ, нација, племе, како сакаш можеме да се наречеме, со исклучително ниска емотивна интелигенција. Па, не знам, веќе тоа е поголем проблем и психолошки проблем.
и социолошки, значи може би не обрнуваме доволно внимание, тука ние затаена работата на социолозите. Тоа е работа, јас се навлегувам од една во друга тема, многу често ги мешаат по имите социолог и социјален работник. Исто нема ништо заедничко. Ние, социјалниот работник, е доктор за општествените болести. А социологот е професионалец кој треба да врши истражувања за одредени состојби и на крајот да носиме заклучоци, она што вие го кажавте. Зошто е ова вака, зошто после ова имаме вакви последици. Значи, треба Затоа што двајца возрастни луѓе, како што кажавте, кои ќе доброволно решат, повеќе не живееме заедно, а имаш дете. Точно. Што те спречува да комуницираш како нормален возрастен, здрав и прав човек? Точно, за потребите на детето. Апсолутно, ништо повеќе. Значи, точно за потребите на детето. И дополнително, доколку ја има таа комуникација. Децата во одредена возраст се мали, па пораснуваат, па стануваат тинеџери. Можноста за манипулација е многу поголема. Кога не комуницираат. Да, апсолутно. Ние не можеме да го замериме на децата. Ама тоа е, како се вика, рај за еден тинејџер. Апсолутно. Не комуницира, кај што може да ги манипулира и се ние не можеме да се надминиме. Наместо доколку детето каже, нели, татко ми не ми даде пари. Например, обично во тој период финансиските средства му се најпотребни на младите и мајката место да го праша таткото, таа го критикува. Така е. Преку детето. Да не правиме И обратно. За сериозни проблеми може да настане ситуација, пример кај што ја фајчаш во нешто, го фајчаш детето во одредена ситуација, вика, ама мајка ми знае и таа не ми се лути. Ете така. Значи, не така. И сега, како не може да ти се лути, како ти дал, и сега ти... Значи, јас тоа не можам да го разберам, значи, зошто? Тој е татко или таа е мајка и ние за потребите на детето ништо не е проблем да искомуницираме. Апсолутно. Затоа што посилна е да речам, емотивната врска, љубовта кон детето, за да се надминиш, за да можеш да искомуницираш со другите родители. И на крајот на краистата не би требало да правиме муабет за некаква нетрпеливост кон другиот, а да биде посилна од твојата суета. Оти на крајот на краистата мислам дека она кое што... Значи, љубовта кон детето треба да ти ја надмини суетата. Апсолутно. Многу е лесно да не разговараш со некој роднина или пријател, колега, независно, значи во животот, комшија, во обкружувањето низ годините, може да ти се случи некој да те повреди и ти едноставно нели ја прекинуваш таа комуникација и тоа е во ред. Оти ти нити си зависен, нити имаш нешто заедничко, ја прекинуваш комуникацијата и готово. Овде не е така. Овде го имаш производот кој најмногу го сакаш. Кој на кого му си потребен. И на крајот на краиштата тој производ воопшто не доставил барање за да го направиш. Така е. Значи тоа е производ на љубов, нивната меѓусебна ljubов. И сега, и почесно е, дури во ситуации, кога едниот родител се чувствува неспособен, нема можност да се справи материјално, воспитно, временски и така натаму, да кажи поштено е. Луѓе, јас ова не можам. Целокупната работа може да му ја довериш на другиот родител. Значи нема тука суети, страм, значи почесно е. Не, ова е добар слагворд за дали реално човек кој што е неспособен може да биде свесен за тоа? Или може само способен човек да ги искористи тие можности за да би заобиколил одредени врски? Точно. Одиме понатаму. Значи тој може да не е свесен, да не е самокритичен, за да ја
признаи својата неспособност или па не гледа дека е неспособен, не ги согледува тие работи. Меѓутоа спомнавме дека ние живееме во една организирана средина. Таа личност која и да е, значи, нели, центарот ни е децата, зборуваме за децата. Тоа дете оди на училиште, се дружи со другари, значи во пошироката средина, има блиски роднини, има блиски пријатели. Зошто дел од овие институции, да ги наречам, го имаме центарот? Треба да ја увида таа ситуација и да направи промена. Од тука, по моje лично уведување и по долгорочно искуство, мислам дека затајува работата на стручните тимови во центрите за социјална работа и заемната поврзаност, да речам, со психосоцијалните служби во училиштата, кои треба да работат повеќе после доделување на детето кај еден родител, да има обврска, да врша на некој начин евалуација, мониторинг, значи да бидат присутни во семејствово кај родителот кај кого е детето. Значи треба според вас треба долгорочно следење. Долгорочно следење, она што рековме, значи ако јас мислам дека можам, а не сум способна и не сум свесна дека нели тоа што треба да го затоа е ова околинава која ќе ме опомени, која ќе ми укажи и на крајот ќе донеси друга одлука. Како што рековме, значи било ваму, после, значи тоа да биде аргументирано со факти. Затоа и училиштето, наставникот, психопедагошката служба. До училиштето, мислам дека доволно го истрпевме, сакам да го воведам училиштето на начин на... Сакам да кажам дека не дека се решава. Да не бидиме малку, да не звучиме утопистички, често многу од поединци групно ќе дојдат. Утопија не постои, ама треба да биде на некаков начин животот стремеш кон таа утопија. И кога ќе дојда, вели, ние дојдовме да ни го решите проблемот. Мојот одговор е дека ние не го решаваме проблемот. Да бидеме реални. Ние треба да ве научиме да ги намалите последиците од проблемот. И лекаро оди болниот, тој не го излекува целосно, туку му дава терапија да може да се прилагоди со тој проблем, да може да функционира колку може по-нормално. Истото ни се случува и тука, затоа што проблемот е настанат. Проблемот не може да се реши. Може да се реши. Ама кој ќе го прифати? Ако на двајцата брачни другари му рече, сега вие ќе живеете заедно. Тешко. Многу тешко. Ајде, тој дел, значи, да ги минимизираме последиците. На крајот на криштата сега разговараме за последиците кои што на крајот на криштата се стоваруваат пред се врз грбот на детето. Така е. Сега, кога ќе излеземе од семејството кое што се растурило веќе, тоа дете треба да тргне на училиште или е веќе во училишна возраст и учат таму што е семејство. Ќерка ми го учеше тоа пред 7-8 години. Таму и читам дека таму постои само еден вид на семејство. А гледаме околу нас дека постојат многу видови на семејство. Дали не треба мал, затоа што кога учиш на училиште дека имаш само еден вид семејство, другарчињата едно другарче од ова, да речеме, кое што е пишаното, и сега имаме друго другарче кое што има различно, трето кое што е пососема различно. А сега разговараме дека процентот на разводи е огромен. Значи тоа не е едно-две деца во клас. Овде правиме мојбет за огромна бројка и огромен процент. И, значи, овие деца покрај тоа што на некаков начин се жртва на тие што го направиле, после заради системот стануваат лесна мета и на насилниците во училиште. Види, точно, значи ние, може како општество, генерално,
не работиме синхронизирано. Значи, ако се внесло во законот терминот еднородителско семејство, паралелно требало да се внесе и во програмите во образование, тогаш кога ќе се учи за семејство. Значи, треба да се внеса повеќе видови семејства. Точно е, значи семејство, ако порано беше семејство 4 члена, значи ние работевме така званично, затоа што поголем број од семејствата беа 4 члени, па таму мајка, татко, братче, сестриче или така. Сега, јас немам точни податоци, нити сум правила анализи, меѓутоа гледам дека повеќе од семејствата се 3 члени, со едно дете. Еве, ако земам некаква груба анализа на моја генерација, на моите пријатели, немам точни податоци. Да, значи веќе трендот ни опаѓа. Има и 3, има и 4, и така и треба да биде. И секој семејство како одлучило. Така е, апсолутно е во право. Така е. Има и безич. Така, ама се има, ние не можеме против природата. Апсолутно. Не, има и, како се вика... Може некој нема желба. И јас нив воопшто не ги осудувам. Никој не треба да ги осудува. Доколку тие сметаат дека ќе му се поремети начинот на живот, дека не може да се справа поисправна, полегална е нивната одлука, отколку било каков општествен притисок дека мора да се дека мора да се има деца. Сега, значи кога се вовел овој термин и постои самохран родител, еднородителско семејство, децата треба тоа да го учат. И кога го учат сите заедно, затоа што децата се многу искрени. Мислам, мене често ми смета тоа е лошо дете. Ма никако. Значи, нема лошо дете. Има лоша средина кај што растело, лоши прилики. Децата само имитираат тоа што гледаат. Апсолутно. Значи, тогаш и сите кога ќе видат дека нели ова постои, тогаш многу поинаков ќе биде односот меѓу врсниците. Тој нас ни е битен. Не, убаво е тоа, тие ќе видат дека постои. Но сепак, кога гледат дека постои, а не е запишано, веќе спаѓа во ненормално. Значи, кога ќе го прочита и кога ќе го види, малце поинако го доживува отколку ако само, нели, не е напишано. Апсолутно. Како да е тоа нешто што не е припаѓа. Значи, дефинитивно треба во програмите за во воспитно-образовните, значи во учебниците таму каде што нели се врши по тој предмет што го уча, да се воведи и тоа со цел да не се ствара одредени стереотипи. Ајде сега, ако тоа е некаде на повисоки инстанции кај што треба да се реши образовна програма, Министерство за образование, сигурно со консултација со сите можни стручни служби, која е друга работа која што треба да направат училиштата, стручните служби на училиштата за да им го олеснат животот на тие деца? Напомнавме, начнавме дека овие служби во Центарот социјална работа треба во нареден период да се да речам да почна да размислува да работа. Мислам, тоа и во законските акти и во нормативи и методологии да се внеси дека нели треба да има мониторинг врз родителот кај кого е детето. Муабетот ми беше за стручните служби на училиштата. Истовремено, значи тие треба во континуитет да работа, значи Центарот ако знае дека ова дете учи во Добројуваровски, треба веднаш да се извести психосоцијалната служба дека детето Петрески Петре е дете од и таа педагошка служба треба веднаш, значи не треба тоа да биде да го следи, не активно да го следи, туку да
внимава. Имаме еден многу убав прилепски израз да го има на мукајот. Да го има на мукајот, апсолутно, доколку одредени деца многу полесно ги тоа во ред е, значи зависи од карактер, од и се е индивидуално, меѓутоа онаму каде што малце затајува, значи да се следи успехот, да се следи однесувањето, неговото однесувањето на другарчината. Некои деца нели различно реагира, некои се повлекува, некои се агресивни. Секој на различен начин го искажува својот. Некои се и природно поповлечени, да речеме, тие случувања уште повеќе може да ги потеснат. Така, во таквите случаи, значи наставникот во почетокот мора да го анимира. Доколку е повлечено, мора да го анимира. Значи, некој што нема собствена самодоверба од одредени причини, треба да му се даде начин да малце да не биде да излезе малку на површина. И обратно, нели, ако е некој па многу агресивно, да најдеме начин да го склопиме во средината малце, да ја намалиме таа агресивност, да не предизвика. Поглавно да му се најде канал каде да троши таа енергија која што има повеќе. Сега е дојдено време, порано ние работевме групно. Значи правилата, ги спомнавме на почетокот, правилата важат за сите. Сега сме демократско општество. Мора да обрнеме внимание повеќе на индивидуализмот. Мора да го негуваме индивидуализмот, ние не со секој индивидуално да работиме. Меѓутоа, индивидуалните потреби малце да ги понагласиме, затоа што кај сите деца се различни. Сега брзо прочитав и многу вака ме импресионира. Вели, детево многу црта. Одличен е за цртање, ама е многу лош по математика. И вели, морам да барам некој професор да го спрема по математика. Тој му вели, не, да му најдиш професор да го учи да црта. Еден одличен. Значи, да го негуваме индивидуализмот. Апсолутно се согласен. И да го наградуваме таму каде е добар. Значи, има деца по-самостојни, грубо ако речам, нели агресивни, меѓутоа што знаат да се наметнат. Ами нив ќе ги ставиме председател на оделението. Полн погодок. Значи тој ќе биде задоволен затоа што тој сака да биде. Едното друго што може да застане за себе си, има поголеми шанси да застане за оделението. Има харизма да го следа другите. Апсолутно. И сите ќе бидат задоволни. Така е. Мислам безброј има примери, нема едно правило за се нели широко, меѓутоа училиштата не треба да ни бидат само за образование и за оценки, треба да создава личности. Да се чувствуваат пријатно децата кога одат на училиште. Оној воспитен дел да се врати во училиштето, нормално и образовниот, да не го занемариме, да не го занемариме образовниот, меѓутоа кога е воспитниот во ред и образовниот има подобри резултати. Во секој случај. Снежана, те благодарам за разговорот. Мислам дека бевме екстензивни и јас многу сакам да кажам да бидеме инспиративни со разговорите со моите гости, затоа што сакам да подигаме свест и на некаков начин барем една рака да ставиме на ова кола која што некако мора да ја предвижиме. Медиумите, има силно влијание, да не го занемаруваме. Значи, силно влијание врз масите, и тоа е нормално, и затоа се медиумите. И јас често сакам оваквите емисии да бидат непишани. Да некој начин да биде едно слободно размислување, значи не е тоа критика. Размислувањето на професионалците треба да допринеси одредени работи да се сменат. Тоа не е ништо страшно. Нека биде и критика, само критичната мисла води до напредок. Фалењето меѓусебно нема да донесе напредок. Само ќе донесе зголемување. Ама ние често зборуваме за проблеми, не зборуваме за радости. Апсолутно. Уште еднаш ти благодарам за гостувањето. Со вас се гледаме следна недела со некој друг гостин во Отворени муабети.
Благодарам.